До крајот на годинава Кочани ќе добие пречистителна станица. Ова денес го најави амбасадорката на Швајцарија во Македонија Сутер Теада, која заедно со градоначалникот Илиев и представници од Швајцарскиот секретаријат за економски прашања беа на увид на градежните активности. Очекуваме да градежните работи завршат до крајот на оваа година, а пуштање во оперативност, односно во работа, да биде некаде во средината на идната година. Во пречистителната станица кај Мојанци ќе бидат третирани отпадните води од Кочани и од околните села, со капацитет од 58.000 еквивалент жители. Целиот комплекс ќе биде опремен со најсовремена технологија за пречистување на отпад на мала површина и минимални трошоци за експлоатација и одржување. Заради заштеда и напречено снабдување со електрична енергија, се предвидува да се изгради и фотоволтаична централа. Освен овој, Кочани со Швајцарија соработува и во други проекти. It's a good collaboration. Сакам да кажам дека работиме и на зајакнувањето на капацитетите на јавното предпријатие Водовод од Кочани и се обидуваме да го зголемиме нивното знаење, да ги подобриме практиките, а се со цел да можат самото јавно предпријатие да пружи добри услуги за своите граѓани, односно услуги со добар квалитет. Inhabitants of the city of Kočani. Инаку, за изградба на пречистителната станица за Кочани, Швајцарската агенција за развој и соработка обезбеди грант од 21 милион швајцарски франци, а околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија.